Даниела Димовска ќе седне во жешкото претседателско столче на Кривичниот суд, на кое до пред еден месец седеше Иван Џолев. Колегите од судскиот совет ја изгласаа за вд-претседател на Скопска единица, со 10 за и 2 против. Членките на судскиот совет, Антоанета Димовска и екс-адвокатката Тања Чачаровска-Илиевска, со контрааргументи за единствениот предлог за вд-претседател на Кривичниот суд, судиката Даниела Димовска. Антоанета Димовска е била ментор и упати пофални зборови, додека Чачаровска-Илиевска имаше замерка, зашто токму таа е единствениот предлог. Се работи за човек со исклучителни менаџерски способности. Значи, ако нешто за вас речете дека е невозможно, таа ќе го направи да биде возможно. Многу практично размислува, брзо мисли, организирана е многу. Ова го кажувам лично, зашто лично ја познавам. За да прескокнеме 10 судии во тој суд, со поголем број на бодови од предложениот кандидат, и да одиме на 11-тиот, зашто има одлични менаџерски способности. Ајде тогаш да се раководиме по препораките на оценската мисија и да дадеме образложение зашто ги прескаквате тие 10 судии. Не се пополни само претседателското столче во Кривичниот суд. Африм Фидани и официјално стана шеф на највисокиот суд во државата по повеќе од еден месец, откако беше избран на функцијата на седница на судскиот совет. Пред да биде изгласан во мај годинава, меѓу членовите се разви дискусија за неговата анонимност во јавноста, па и меѓу судиите, како и недоволното познавање на состојбите во судството по актуелните прашања. Заклетва дадо и подпиша и судиите Марија Клетничка-Марковска, Олја Ристова, Иван Џолев и Бетим Јахја, кои добија унапредување и ќе бидат суди во Апелацијскиот суд Скопје за кривична област. Без разлика на реакциите во јавноста за нивниот избор, претседателот на судски совет уверува дека изборот бил според ранг листа. Од различни власти и блиски функционери, меѓутоа факт е дека сите тие се долги години судии, значи над 15 години, некои 18, 20 и навистина е сега жално дали нивниот сопруг или сопруга има некоја друга професија и са целиот нивен живот кој што го посветиле на судиската функција да го поврзуваме само со, не знам, со сопругот или со сопругата. Исто така пред еден месец избрани беа и неколку судии за Апелацијскиот суд, но за граѓанска област. Тие не дадоа свечена изјава, бидејќи како што кажа претседателот на судскиот совет Александар Камбовски, таму постапката не е правно завршена, односно досега се пристигнати 3 жалби.